пред второлигачите доста тежок распоред. Еве денес се одигра овој купа на Македонија, а до 6 октомври ви остануваат уште 4 надпревари, веќе во сабота нов надпревар, потоа среда нов надпревар и следниот викенд пак нов надпревар. Како ете тоа ќе можат македонските второлигаши да го издржат овој притисок практично од овој густ распоред и колку тоа ќе се рефлектира врз самите играчи со оглед на фактот да видиме реално дека нели втората лига не е поламатерска. Па реално ние сега се враќаме на првенствен надпревар, куп надпревар, што ви се рекло, после 3 недели што немаме одиграно нити еден надпревар, поради обврските на репрезентацијата и на аматерската репрезентација. И сега тргнувајќи од денов, па наредните 9 дена играме 4 надпревари, сметајќи го и овој надпревар. И значи како што кажавте и вие, играме денеска, играме среда, играме пак идната сабота. Идната недела и пак играме четвртиот надпревар. Значи тоа е навистина тежок распоред, особено за темпото во кое што се тренира во претежно во повеќето екипи од втората лига. Ние како клуб, ќе кажам, ние како гледаме тоа како клуб, како стручен штаб, мислам дека мора да обрнеме внимание на тој аспект, да ротираме играчи, да тренираме и да работиме периодов во свежина, за да не дај Боже да ни се случи некоја повреда на некој битен играч, затоа што првенството е тек на почетокот, ни претстојуваат уште 9-10 надпревари, ако не сум сигурен, првенствени до крајот на полусезоната и ние мора да водиме сметка на таа работа. Мислам дека тука би сакал да испратам и порака до надлежните луѓе во федерацијата во понатамошниот период да се предвиди ситуацијата, затоа што навистина е тежок и исцрпен период за 10 дена 4 надпревари на ова ниво.